Момчула, ќе ве замолам како раководител да ни го представите Железничкото културно-уметничко друштво Владо Тасевски, за да може да дознаеме нешто повеќе за историјатот на истото. Пред се би сакал да ви се заблагодарам на оваа убава ваша посета и на ова што денес ќе го направиме во интерес на сето она кое што Владо Тасевски како личност, а и Железничкото културно-уметничко друштво кое го носи неговото име го заслужуваат. Мислам дека ќе најдеме убава тема која што ќе допре до сите нас и до оние кои што ќе не гледаат, за да можат едноставно да дознаат некои работи кои што можеби не ги знаат. Се надевам дека тоа ќе им го пренесеме на достоинствен начин за да може да уживаат во сето ова кое што ќе го направиме денес. Кога е всушност формирано друштвото? Железничкото културно-уметничко друштво Владо Тасевски го носи името на Владо Тасевски од 1945 година, кога е формирано друштвото, мај месец, датумот сега не ми текна, меѓутоа во мај месец, и е едно од најстарите друштва во Македонија кое што е регистрирано во повоениот период. Историјата на Железничкото културно-уметничко друштво Владо Тасевски се поврзува со железницата. Зошто? Кога железницата длабоко навлегува во Европа, во кој дел нели ние спагаме, кога со самото доаѓање на железницата во Македонија постои институција каде што повеќето од луѓето се вработуваат во неа како нова институција, од кои што поголемиот дел биле млади луѓе. Младите луѓе сепак, нели, како и сега, тогаш уште повеќе наоѓале секогаш начин и потреба како да се дружат. Единствено нешто кое што во тие години, нели, предвоени и повоени, можело да се направи, било само преку музиката, онаму каде што можеле да се дружат. Така да почетоците на Владо Тасевски, на Железничкото културно-уметничко друштво Владо Тасевски е поврзано со железницата, поточно со ложилницата на железницата. Сите тие луѓе млади биле вработени во ложилница. Така да и Владо Тасевски бил еден од нив, кој што бил вработен во ложилницата во железницата, македонски железници, нели и тогаш била македонски железници, така да сето она кое што потоа се случува е само дело на она кое што тие млади ентузијасти, музичари го правеле во слободното време. Инаку за волја на вистината, сите матинеа предвоени матинеа во Скопје се го одржувал оркестарот на железницата кои што биле присутни на сите тие места. Во чест на Владо Тасевски, кој за жал погинал во Народно-ослободителната војна, Железничкото културно-уметничкото друштво го добива неговото име и од тогаш гордо и со достоинство го носиме и го презентираме секаде онаму каде што ногата на играорците, на играорките и на сите нас како дел од Владо Тасевски стапнува. И можам да кажам дека со успех го носиме неговото име и сето она кое што го правиме во името на Владо Тасевски. Годините и низ децениите културно-уметничкото друштво Владо Тасевски растело, се развивало, се надоградувало, а денес обстојува и функционира благодарение на неколкумина пред се ентузијасти, меѓу кои сте и вие, се разбира заедно со дел од екипата на ЖК Владо Тасевски. Па може ли да ни кажете како денес течат активностите, колку членови брои друштвото, што се имате на годишната агенда? Секако. Благодарение на големото искуство на сите оние луѓе кои што поминале низ вратите на Железничкото културно-уметничко друштво и благодарение на сето она кое што Владо Тасевски во време на своето постоење го направил, затоа што наградите се премногу. Во некоја друга прилика ќе ги наброиме. Меѓутоа, можам да кажам со гордост дека 1959 година Владо Тасевски е прв носител на златниот гердан од Дижон на фестивалот на виното. Истата таа награда после 10 години, само сега сребрен гердан. Сето тоа Владо Тасевски го прави да биде горд на сето она кое што сите оние кои што поминале низ вратите на Железничкото културно-уметничко друштво со достоинство и ден денеска ги спомнуваме. Во денешни услови малку е поинаку, поразлично и поскромно.
од многу причини. Не би ги набројувал причините, меѓутоа, ние како ентузијасти, како влюбеници во фолклорот, како луѓе кои што го сакаме она кое што е наше, исконско, македонско, ние не можеме да бегаме од она што е наше. Како би се препознале надвор од границите на Македонија ако не го негуваме автентичниот фолклор? Нема друг начин. И можеме да кажеме дека сме многу горди, затоа што секаде каде што настапуваат, не само Владо Тасевски, секаде каде што настапуваат македонските културно-уметнички друштва, ние сме носители на наградите, или прво или второ, никогаш трето. Ретко трето. Секогаш сме или први или втори. Така да, сето она кое што сега го правиме за Владо Тасевски, го правиме со огромна, голема љубов на ентузијасти. Зошто ентузијасти? Групата во која што јас на некој начин сум како координатор, мада тоа е сето дел од Железничкото културно-уметничко друштво Владо Тасевски, се повеќе луѓе кои што биле играорци. Имаме од многу културно-уметнички друштва од Скопје, претежно, нели, дека живееме тука, меѓутоа тие луѓе со толку голема љубов доаѓаат. Тоа се луѓе вработени, тоа се луѓе баби, тоа се луѓе дедовци, луѓе кои што едноставно го оставиле срцето на овие штици и сега на овие години со толку љубов, со толку ентузијазам доаѓаат да го покажат она кое што го имаат, кое што го знаат, а при тоа да повлечеме и да донесеме дечиња кои што сето тоа ќе го видат и со нивното нормално искуство и со нивна помош сето тоа да го пренесеме на тие дечиња за да можат едноставно да ја продолжат онаа низа која што ние ја заслужуваме. Имаме група мала група во која што сега моментално ни броиме негде околу 30 дечиња, работиме на групата, средната група, тоа се веќе момчиња и девојчиња од 13, 14 и 15 години, кои што полека еве веќе ја даваме физиономијата на тие дечиња и се надевам дека ќе успееме и нив да ги привлечеме, упорно работиме и мислам дека ќе успееме. Така да во моментов имаме и со што да се пофалиме, а се надеваме дека уште повеќе ќе се пофалиме кога тие дечиња ќе излезат на сцена и ќе го покажат сето она кое што ние им го пренесуваме како искуство. Организатори сте традиционално на еден убав настан кој е поврзан со предстојниот празник Велики поклади Прочка и во моментов знам дека се во тек подготовките за годинашниот настан, па нешто повеќе да ни кажете и за тоа. Токму така. Железничкото културно-уметничко друштво веќе доста долги години е организатор на традиционалната манифестација посветена на Велики поклади Прочка и со гордост сето тоа го правиме, мада во отежнати услови, али не е сега нели ова пригода да се жалиме, ќе се пофалиме дека сето тоа што го правиме стварно со голема љубов. Го правиме со љубов затоа што едноставно сами изнаоѓаме начин како сето тоа да го направиме и го правиме успешно и се надевам дека и оваа година ќе биде исто така. Оваа година за Прочка имаме покането две културно-уметнички друштва од Република Србија, тоа е културно-уметничкото друштво Јасеница од Јасенице и Удружение Завичај од Сувојница, тоа е мало место до Сурдулица. Поканети се ансамблот Лилјан, нашите драги бошњаци кои што живеат овде во Македонија и со гордост можам да најавам дека после толку време упорно барање телефон успеав да ги најдам, да ги поканам, се озваа на поканата, ќе дојдат. Тука ќе ни биде и господинот Љупчо Маневски со неговите пулени, која група ќе биде, се надевам дека ќе ни ги донесе тие малку помалите за да биде раздрагано, за да биде поубаво на сцена и нашата мала група, нашите дечиња кои што ќе ни се представат со нешто кое што едноставно сега во моментот го работат, така да мислам дека ќе биде убаво и богато, а убаво е да напоменам дека сето тоа, ако ни дозволат временските услови, планираме да направиме едно убаво дефиле од овде, од транспортниот центар на Македонски железници до плоштадот Македонија, каде што сите заедно учесници ќе направиме едно убаво прекрасно оро во кое што ќе бидат, се надевам, вклучени многу луѓе кои што ќе бидат нели присутни тогаш на овакото, така да направиме едно убаво дефиле каде што народот ќе види дека се уште има луѓе кои што го сакаат и го негуваат фолклорот. Тоа значи дека веќе официјално можеме да ги поканиме љубителите на фолклорот да присуствуваат на настан. Токму така. Ќе искористиме оваа прилика на 17
март, тој е ден недела, бидејќи нели секогаш е пречка во недела, ги поканувам сите оние љубители, влюбеници, и оние кои што милуваат и оние кои што не милуваат, едноставно нека дојдат, ќе се дружиме, ќе видат што се ние работиме и како се тоа го работиме. Концертот ќе почне негде околу 13 часот после дефилето, меѓутоа нека дојдат и за дефилето, па ќе продефилираме заедно по улиците на Скопје заедно со музика, со носи и сето тоа да биде навистина убаво, за да му покажеме на целиот народ дека таа традиција останува за навек. Момчула, ви благодарам за разговорот, за одвоеното време и за тоа што ги отворивте вратите на салата тука во Транспортниот центар на Македонски железници, каде што редовно ги практикувате вашите проби и вежбата. Ви благодарам пред се на вашето внимание што одвоите простор, еве и ние, на ваков начин да се представиме пред широката публика, пред широката јавност и нашите врати секогаш се отворени за вас и за секој кој што го љуби македонскиот фолклор, а нормално и фолклорот воопшто од целиот свет. Секогаш стоиме тука, секогаш сме подготвени за да направиме нешто кое што едноставно ќе остане и за историјата, меѓутоа и за оние луѓе што ќе дојдат по нас. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време и на вашата телевизија за отстапениот простор. Нека е за многу години. Амин. За многу години.